Ми се допаѓа тоа што тие на најголем дел од анкетираните наши граѓани беа повозрастни. Од друга страна ми се допаѓа и коментарот на Кордалов во однос на едукацијата, од каде треба да почнеме, од младите или повозрастните. Но и на оваа тема ќе разговараме на наредниве минути со гостинката во Македонија наутро. Велиме добро утро за Лилјана Пицова-Илиевска, експерт за сајбербезбедност. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро дојдов. Зошто е важно секој без разлика на неговата професија да има основно познавање за сајбер безбедност? Мислам уште во прилогот една од тие што дава изјави кажа, заради тоа што ми требаат изводи, така? Значи не се работи само за безбедно користење на интернет како такво, туку всушност за остварување на нашите права. Ние се повеќе сакаме и зборуваме за дигитализација на различни работни процеси. Дали во рамки на институции, дали приватниот сектор им е потребна информација која што треба да искористи од самата администрација. Значи се повеќе дигитализираноста и на работните процеси, но и на таа документација која што нам не е потребна, дали извод матичен, роден и така натаму, ни е потребно, ние треба да знаеме како со еден клик да стигнеме до тој извод. Како со еден клик на безбеден начин, без да ја загрозиме и нашата безбедност онлайн и безбедноста преку уредите кои што ги користиме, всушност треба да биде таа компетенција или тоа знаење што треба да го поседуваме. И од тука веројатно велиме која е целната група кон која што треба да се насочиме. Па сите. Еве, едни има ризици и предизвици, зборувавте претходно за децата и новиот предизвик, и користењето на социјалните медиуми, начинот како го користат, содржините до кои што пристапуваат, каков тип на содржини им се доловуваат на младите, а од друга страна пак за повозрастните, како и на кој начин ќе пристапуваме до одредени сервиси кои што се нудат, дали во приватниот сектор, дали во јавната администрација. Ке треба да знаеме безбедно да кликнеме на истиот. Мислам дека јавноста веќе е доволно запозната и реагира и на социјалните мрежи како еден тип на информираност. Кога добивавме, ќе се сетите, неколку SMS пораки за лажна пошта. Така, имавме лажни пратки, односно со тој клик всушност ве води некаде да кликнете и да ви се инсталира некаков можеби малициозен софтвер или да едноставно бидете нападнати, така би рекле во нашиот. Требаше ли ова да биде паралелен процес? Споминавте во еден сегмент од одговорот, граѓаните имаат знаење делумно за интернетот, но знаењето подразбира и како да го ракуваме, но и како да се заштитиме. Требаше ли овие две работи да бидат заеднички паралелен процес кој ќе се одвива? Знаете како се треба да биде паралелно ако зборуваме така. Глобално, не зборуваме само за кај нас. Со години зборуваме за заштита на личните податоци. Дека тоа е и наша обврска, и ние треба да знаеме каде ги оставаме и како да се заштитиме. Така, од друга страна, истите тие податоци ги користиме за купување онлайн. Ако сакате трговија е толку зголемена во последниот период, особено ковидот и после ковидот, тоа што вие веќе ја користите вашата банкарска картичка буквално за купување не само храна, облека и други апарати. Значи, со сето тоа оставање на вашите сензитивни лични податоци онлайн, автоматски вие се доведувате себе си во небезбедна ситуација. Така, интернетот е алатка. Како ја користиме таа алатка? Исто како секоја друга алатка која што ќе си ја купите за било каква услуга која што ви е потребна. Го читате упатството, така? Има правила на користење. Кои се тие правила? Како и на кој начин безбедно да пристапиме со ракување на таа алатка. Тоа е интернетот. Пристапот до одредени содржини треба да ни биде јасно дека не сите содржини секаде каде што кликаме се точни. Тука зборуваме за дигитална писменост, медиумска писменост, дали се точни, дали се проверени, дали се лажни вести. Од друга страна, кога купуваме одредени производи, дали таа веб страница е всушност лажна веб страница за да ги собере нашите лични податоци. Имавме доста случаеви кога, например, вие сте на таа веб страница и наеднаш ви доаѓа нели лажна веб страница во која што вие не приметувате. И сега тука се тие веројатно информации за тоа како безбедно да ја користиме алатката интернет. Каде треба да провериме? Дали во URL горе треба да провериме дека постои
безбедна страница. Има едно зелено катанче, веливме, нели, дали да го провериме тоа, дали самата страница е безбедна. Дали претходно пред да купуваме нешто воопшто, ќе се запрашаме и ќе провериме исто така на интернет, така, за тоа дали таа веб страница кога е формирана, информации, кога е воспоставена, кога е, наречеме, кое е собствеништвото, како и на кој начин се врши продажбата, дали ќе стигне преку пратка. Значи, постојат неколку предчекори. Разбирам дека ние се повеќе им даваме обврски на граѓаните, така, на некој начин, за да велиме, па вие тоа треба да го направите. Односно, секој еден од нас треба да направи некаква проверка, па да, ама тоа е тоа. Тоа е таа алатка. Ако сакаме да ја користиме, се наоѓаат начини се повеќе и повеќе да се злоупотреби тоа наше незнаење или наше непознавање за тоа кои се предчекорите пред да воспоставиме една интернет релација. Многу училишта воведуваат забрана за користење мобилни телефони, но јас тоа би го сватил како борба со концентрација. Ако немаме телефон на час, имаме повеќе концентрација. Најверојатно за сајбер безбедност ни треба поголема едукација. Ке се согласите со тоа или? Постојано ни треба едукација, во суштина ни треба едукација која што ќе ги подигне на повисоко ниво дигиталните компетенции. Ако зборуваме за образование, веројатно треба да зборуваме за компетенции. Кои се тие компетенции во образовниот сектор кои што се потребни за децата, наставниците, родителите и така натаму, ќе треба да ги имаат со цел да, кога ќе излезат од тоа образование, да знаат како и на кој начин да го користат интернетот и социјалните медиуми и уредите и така натаму. Забраната за мобилните телефони, да, еви како родител ќе ја сватам на тој начин дека се обидуваме загрижувачки после сите овие истражувања и анализи кои што се направени за тоа како влијае на менталното здравје се поголемата употреба не само на интернетот, ами на оние игрици веројатно. И моето дете е постојано на телефон, постојано на тие игрици, се оддалечува од тој образовен процес кој што треба да го, да речем, опфати поголемиот дел од времето, така? Да му го обликува денот. Така е. Сега, ајде, ако нели се обидуваме и во школа и во како воспитно образовен процес да го воведеме, да ги забраниме телефоните, да забраниме користењето на телефоните. Од друга страна пак, еве тоа е дебата која што тенка е линијата помеѓу нели ретки се оние кои што ќе речат да, сигурно, секако, но има и едно ама кога треба да ги користиме, затоа што ова се нови генерации. Растат со тие телефони, растат со уреди, растат со апликации. Знаат секако повеќе од возрастниот, да не речам, меѓутоа пак ќе речем пристапот до содржините. Ние сега се загрижености како родители, како педагози, како наставници, разговараме со сите, значи загриженоста е содржината која што доспева до нив. Так. Не само начинот на кој што го користат, туку каков тип на содржини гледаат, читаат и кој што тие всушност обрнуваат повеќе внимание. На крајот на денот не смееме да им ги одземеме. Ова е дигитална ера и тие мора да се во тек со чекор и во чекор со времето. Ајде кога зборуваме на тема образование да видиме каква информација ќе ни донесе колегата Мартин Николовски на Ленковското вклучување. Имено учениците од основното училиште Димитар Македонски веќе извесен период твореа на тема безбеден интернет. Вчера сите творби ги сручија во една изложба, ги посети министерот Стефан Андоновски, но она што ме интересира, Мартин, колку учениците еве во ова училиште конкретно знаат како да се заштитат на интернет? Благодарам, Кристина, за најавата. Токму така се наоѓаме во училиштето Димитар Македонски во Ново Лисичи. Како што најавивте, вчера имаше еден музичко ликовен хепенинг, а утрово на оваа тема разговараме со директорката на училиштето, госпоѓа Марина Спасовска. Директорке, актуелни се така наречени TikTok предизвици изминатиот период, зашто меѓународниот ден за побезбеден интернет е важен за децата од основното образование и каква улога игра училиштето во безбедноста на интернет? Добро утро и од мене. Поздрав до вас, вашата емисија и гледачите на Македонската телевизија.
Секако дека меѓународниот ден на побезбеден интернет е од исклучителна важност за учениците во основното образование, затоа што тука ги едуцираме како учениците да се заштитат при користење на интернетот. Што значи тоа? Дека тие треба да знаат како правилно да користат, како правилно да пребаруваат, на што се може да најдат неправилностите при користењето и при пребарувањето на интернет, користење на силни лозинки, кое што е многу важно при користење на интернет. Сето тоа наставниците го спроведуваат на часовите, и никогаш и неформално разговараат со учениците околу овие проблеми, а и секако стручните соработници реализираат разни работилници поврзани со оваа проблематика, која што во денешно време навистина е загрижувачка. И колегите во студио најавија, меѓутоа е јасно самиот почеток кажав, вчера се одржа музичко ликовен хепенинг во вашето училиште, присуствуваше и министерот Стефан Антоновски. Што се случуваше, која беше целта на тој настап? Така, да, како што можете да видите, се уште стојат изработките од нашите ученици, заедно со нивните наставници. Вчера се одбележа меѓународниот ден за побезбеден интернет. Тоа е проект на Министерството за дигитална трансформација. Точно туку имавме многу гости, меѓу кои министерот Стефан Антоновски, градоначалникот на општина Аеродром, кој што и секогаш општината не поддржува во сите проекти што ги имаат училиштата. Учениците преку ликовни творби, преку литературни творби го изразија своето размислување како секогаш од децата за децата е најлесно кога да се разберат што значи и како да се заштитат од интернетот. Така, директорке, кажете Исто ми... така, сакам да докажам дека имавме и презентација од страна на учениците, која што ја проследија гостите, прекрасна презентација од поголемите како тоа може да се заштитат од интернет. Со какви опасности се случуваат младите денеска на интернет и како училиштето помага да се подигне свест од овие опасности? Опасностите со кои што се сретнуваат младите, тоа се токму овие, како што ги слушаме, оние предизвици, разни апликации кои што младите треба да знаат како и дали треба да ги користат. Затоа училиштето е тука да помогне во сето тоа, односно, како што напоменав, тука се реализираат работилници, вакви проекти каде што учениците се поттикнуваат сами да кажат како треба да се заштитат и што всушност тие не треба да прават за да не навлезат во некаков проблем. Истото и преку ние пријателства се посочува да не се прифаќаат на разни апликации, портали кои што ги имаат, да читаат, да знаат кои се вистините, кои се невистините работи на интернет. Сето тоа ние како училиште, кажав, преку работилници, разговори со учениците им посочуваме како да постапуваат. Така, директорке, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Утро во Македонија на Утро. Ви посакувам успешна работа и уште многу вакви успешни проекти. Ви благодарам и вам. Така. А минатата недела во нашата емисија работевме на тема колку чести се измамите на интернет. Тогаш пративме и прашања до Министерството за внатрешни работи, а вчера попладне добивме и одговори на нашите прашања, па накратко ќе ги презентирам. Од МВР известуваат дека во текот на 2024 година регистрирани се вкупно 25 настани во кои измамници се јавуваат кај оштетени, бараат пари за наводна случајна сообраќајна незгода, од нив 15 на подрачјето на СВР Скопје, а по превземени мерки поднесени се 4 кривични пријави, од кои 2 се против непознат сторител. Покрај ова во однос на измами преку интернет, минатата година регистрирани се 16 кривични дела компјутерска измама, а кривично пријавени се 6 сторители. Студио? Ти благодариме, Мартин, за информациите, тоа се и податоците од МВР. Лилијана, слушнавме пред малку дека учениците се едуцираат и полека, но сигурно осознаваат што треба да знаат и како да се заштитат во интернет просторот. МК-Сейфнет ќе биде исто така една многу убава алатка која што ќе им помогне во целиот овој процес на кој што е вклучен голем
тим на државно ниво. Така е, значи во тек е проектна, да речам, активност за воспоставување на првиот национален центар за безбеден интернет. После толку години во држави во Европа постојат такви центри, за нас Така. првпат се воспоставува и тука се вклучени повеќе универзитети, невладини организации. Ние сме дел од тоа исто така и се надевам дека евен за следни, да речем, активности се повеќе ќе имаме информација, но и едукација, бидејќи самиот центар ќе треба да понуди советодавна улога, поддршка на деца, наставници и родители. Токму тие три целни групи кои што се од воспитно-образовниот процес, но и, да речем, една информација за тоа каде и на каков начин ќе се пријавува и ќе се постапува по случаи за децата да бидат побезбедни на интернет. За жал, злоупотребите земаат се поголем замав, горе-долу и го почнавме разговорот и со неколку совети како треба повеќе да се внимава во однос на сајбер безбедноста. Расте бројот на сајбер криминалци. Затоа го поставам прашањето, имаме ли доволно работна сила за сајбер безбедност и да се справиме со овој предизвик? Расте веројатно бројката и од оние што се пријавени случаи или настани и од оние кои што не се пријавени. Тоа е заради непознавањето и искористувањето, односно злоупотребата на нашето незнаење, каде се треба да не кликнеме, односно нели која е безбедната алатка. И сајбер криминалот ќе расте, затоа што дигитализацијата, пак ќе се вратам на почеток, процесите се повеќе ќе ги дигитализираме, ќе бидеме се повеќе зависни од тие дигитални услуги. Не само во јавната администрација, приватниот сектор веќе на големо ја користи дигиталната алатка. Ние нема да можеме да функционираме без да кликнеме некаде. Секој ден ќе биде клик, па потоа нели кафе пиење. И сосем еднакво со во една реченица ве молам, веќе не очекуваат и другите линковски вклучувања од градовите. Оваа тема ќе ја дискутираме многу повеќе на Skype со следниот соговорник, но во која насока државата треба да ја насочи заштитата, бидејќи не е само индивидуален проблем, него институционален. Заштитата веројатно државата треба да ја насочи во градење на еден капацитет кој што ќе може да одговори на сето ова. Спомнавте градење на работна сила. Од една страна се тука и универзитетите кои што треба да понудат добри наставни програми за да можат нашите ученици, така е, да се нели образуваат на веќе нови акредитирани програми кои што ќе одговорат на технолошките предизвици. Борбата е веројатно се повеќе и понови наставни содржини да се воведуваат и да одговорат на предизвиците кои што технологијата не ги доставува. Ние ќе мораме да креираме работна сила, особено во делот на дигитална форензика, затоа што ние тука треба да се насочиме, сакајќи да ги најдеме тие непознати сторители кои што се веќе пријавени. Ви благодариме многу за гостувањето Благодарам. во Македонија наутро.